Ние се селиме во Кочани, таму е колегата Даниел Василев. Од она што можам да го забележам, се наоѓаш пред основниот суд во истата зграда и обвинителството во Кочани. Кои се последните информации кои што доаѓаат од таму? Александар, последните информации се дека вкупно 17 луѓе, 17 лица во овој момент се притворени, со оглед на тоа што рано изутрина од Кочанскиот суд потврдија дека е прифатен краткорочниот 48 часовен притвор и за последното 17 лица за кое основното јавно обвинителство во текот на вчерашниот ден ја бараше оваа мерка. Меѓу претворените е и поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, како и други службеници во ова министерство. Тука е секако и поранешниот директор на државниот пазарен инспекторат, неформалниот собственик на импровизираната дискотека, како и лица кои што во текот на кобната ноќ биле присутни таму, односно четворица обезбедувачи, како и препродавачот на билети. Морам да појаснам дека ова мерка краткорочен 48 часовен притвор е мерка која што јавното обвинителство ја има во вакви тешки и комплицирани предмети. Практично со тоа треба да добијат и време за да можат да ги обезбедат потребните докази. За добар дел од нив во текот на денешниот ден, односно некаде вечерва, ќе истече овој 48 часовен притвор. Јавното обвинителство потоа ќе има опција уште еднаш да побара ваков краткорочен притвор, пошто ќе мора да бара и ефективен притвор. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски вчера беше гостин во Тема на денот, каде што кажа дека истрагата ќе биде брза и ефикасна, меѓутоа нема да биде избрзана. Во продолжение дел од неговата изјава. Биде брза и ефикасна, меѓутоа не значи дека ќе биде избрзана. Мора да се соберат сите докази по легален пат, мора доказите да се имаат доказно својство, односно да бидат на законит начин прибавени, што значи дека обвинителскиот тим постапува многу предпазливо и многу внимателно. Се работи за навистина многу сложен, тежок, комплициран предмет, каде што има многу жртви. Причината за несреќата се знае дека се работи за загуба на човечки животи од настано што се случило од концертот, така да ќе се утврдуваат сите факти и околности во однос на причините за несреќа. Во текот на минатиот ден градоначалникот беше доведен во јавното обвинителство и даде исказ во однос на неговите надлежности, меѓутоа тој исказ сега ќе се проверува согласно неговите овластувања и доказите. Токму на таа околност од страна на јавното обвинителство, односно судот, беше дадена наредба за претрес и се изврши претрес во општината. Сега ќе се анализираат доказите кои се во однос на неговата надлежност и неговите овластувања и да видиме после ќе се утврди неговото својство. Ова значи дека тој може да се најде на листата осомничен? Не само тој, секој кој што постапувал спротивно на прописите и техничките правила за мерките за заштита и со тоа се предизвикало опасност за животот и телото на граѓаните, секако ќе има... Овде алудирате, предпоставам, на вработените во општината кои што требале да вршат контрола, така, инспекцијските служби. На сите оние, затоа што во овие 20-тина што се сега определен мерка притвор има различно својство и различни профили на луѓе. Александар, владата изутрината испрати едно кратко соопштение во кое што бара од медиумите и сите граѓани да се воздржат од шпекулации, особено во поглед на бројот на загинати. Оттаму велат дека бројот на загинати во пожарот во Кочани е 59. За жал, млади луѓе кои на трагичен начин ги изгубија своите животи. Но одредени медиуми, повикувајќи се на разноразни непроверени извори, шпекулираат со бројот на починати и дополнително придонесуваат за вознемирување во јавноста. Се што има во интерес на истрагата, владата, Министерството за внатрешни работи и сите други органи транспарентно и навремено преку пресконференции и преку соопштенија известуваат за најновите информации. Никој нема да биде поштеден од одговорност, без разлика колкава и да биде вината на кој било инволвиран во овој случај, соодветно ќе одговара, велат од владата. Инаку во текот на вчерашниот ден се одржа собир на неколку стотина граѓани тука во Кочани, тоа беше во паркот во центарот.
практично тие дојдоа да им оддадат почит на сите загинати во оваа страшна трагедија. Беа испуштени црни балони во воздухот во знак на почит. Тука беше и владиката Иларион, кој што практично и придонесе за цела она атмосфера да биде мирна и да не ги гледаме оние слики кои што ги гледавме во текот на завчерашниот ден. Тој одржа кратка литургија заедно со уште неколкумина свештеници, а потоа и се обрати и во своето обраќање практично се помоли за душите на сите починати, посака сите оние кои што се повредени што е можно поскоро да оздрават. Во продолжение дел од неговото обраќање. Има прости на твоите раби, секако греб, волен и неволен, и да се смилува на нив, да се помолиме на Господа. За да го тргне огнот и да ги смири болките. Најмногу да ги утешуваме родителите на починатите и родителите на постраданите, се разбира и сите блиски околу нив, бидејќи во ова време ни треба трпение, ни треба смирение, ни треба покаяние, ни треба љубов, ни треба едни покрај други да се смируваме, да си помагаме, за да можеме сите заедно оваа тежина, оваа несреќа, оваа болка во душите, оваа тага и оваа мака да ја издржиме и да ја понесеме. На сите вас уште еднаш ви посакувам мир Божи, благослов Божи и, како што реков, во четврток да собереме сите заедно сили во овој тажен град, во овој тажен миг, да ги испратиме во вечноста нашите упокоени. Александар, најавите од основното јавно обвинителство се дека во текот на денот ќе бидат преземени повеќе действија, меѓутоа оттаму велат дека во интерес на постапката не можат да бидат споделени со јавноста. Инаку оттаму велат и дека завршен е целиот увид во објектот на импровизираната дискотека, меѓутоа објектот се уште е под силно полициско обезбедување, инаку во теке, односно се работи на записникот од овој увид. Ова се засега сите информации кои што ги имам, а повеќе детали најавувам за во следното информативно издание. Да, Даниел, остануваш на терен, ке ти имам и во пладневните вести, беше тоа Даниел Василев кој што известува денеска